Најавена е втора мерка, односно ограничено ослободување од данок на добивка на компаниите кои ќе финансираат спортски клубови, спортисти, спортски федерации и Македонскиот олимписки комитет. Подетално со ова, односно со измени на закон, ќе се овозможи и прецизира финансирање на спортски клубови, при што за делот на финансирањето средствата кај финансиерот ќе би биле одбиени при плаќањето данок на добивка, а по утврдени правила. Секоја компанија која дава вакво финансирање за кое ќе добие ослободување од данок на добивка може да е максимум во висина од 20% од нивната годишна добивка, додека за делот меѓу 20 и 30% од добивката се ослободува 50%, а на 30% од добивката не би имало ослободување на данок од добивка. Приредувачите на игри на среќа во обожавалници на месечна основа за финансирање на спортот ќе извојуваат 3% од добивката, а приредувачите на игри на среќа во автомат клуб исто така на месечна основа за финансирање на спортот ќе извојуваат 1,5% од добивката. Овие средства добиени од обожавалниците и автомат клубовите ќе одат за развој на спортот, односно за спортските федерации и за Македонскиот олимписки комитет. Потенцијално, например, за следната година, каде во буџетот е предвидено приближно 200 милиони евра да изнесува данокот на добивка, ова ќе значи отприлика дека околу 50 милиони евра се потенцијални пари кои наместо во буџетот компаниите кои остваруваат добивка ќе може да ги вложат во спортските клубови, спортските федерации, МОК и врвните спортисти. Исто така да додадеме дека оваа мерка ќе опфати и поддршка на поединечни врвни активни спортисти до 35 години старост и со конкретни домашни и меѓународни резултати, со што поддршката на индивидуални спортисти ќе биде до 6%, за оние кои се занимаваат со олимписки спортови и до 3% за други видови на спортови.